Денеска Витаминка сака да покаже својата заложба за грижа околу животната средина, околу општествена одговорноста која сносиме во нашата локална заедница и околу грижата за своите вработени. Сакавме да овај систем, не стандард да наречам, да го почнеме во работа и да имаме мерливост на сите работи кои ги работиме секојдневно. Значи, не дека Витаминка досега не инвестирала во грижа околу животната средина, не дека не инвестирала во своите вработени, не дека не сме биле општествено одговорна компанија, но сакаме да поставиме систем во кој ќе имаме мерливост и секоја година, секој квартал, секој месец, сакаме да докажеме дека се се подобри и подобри во однос на тие инвестиции во овие работи кои се многу битни и кои многу значат за една сериозна компанија да може да покаже дека се грижи за животната средина, но и да ни го олесни настапот на пазарите претежно од Европската Унија, која ги наметнува овие стандарди, овие системи, за да покажеме дека се грижиме да ги намалиме и за CO2 гасовите во атмосферата, да покажеме дека се грижиме за нашите вработени, да не се повторуваме, едноставно овој стандард е неопходен во секојдневното работење на Витаминка. Зашто тоа разбира овој начин, колку веќе се ова инвестиција за да бидете во текст она што го бара? Значи, ова е точно инвестиција, но се уште не можеме да кажеме колку ќе ни чини. Ова е почеток на патот кој треба да го поминиме. Некаде во април следната година треба да ги имаме првиот репорт и тоа ќе биде како гордост наша да кажеме дека Витаминка еве што инвестирала во заштита на животната средина, грижа на вработените, како што кажав, и во општествено одговорна компанија. Ова е неопходно, како што кажав, и мораме да отпочнеме патот и ќе знаеме отпосле, и ова е едноставно не е стандард, туку е систем кој ги вклопува сите претходни стандарди, починајќи од ISO, HACCP, FDA и сите одредени стандарди кои има. Неопходно беше да го отпочнеме затоа што прво барање на ESG стандардот да го имплементираме во работењето на Витаминка беше системот ESG од банките кои се со странска собственост во Македонија и следен беше наш купувач од Европска Унија која ни го наметна да мораме да имаме податоци, да ги кажуваме податоците како Витаминка се грижи за животната средина. Дали ви тоа дека е неопходен услов за извоз во Европска Унија? Се уште не е, но ќе биде за скоро време и ние сакаме да бидеме подготвени кога ќе дојде тој ESG стандард како неопходен. Сега е се уште волонтерски, се уште се на доброволна основа компаниите. Големите компании да, во Европска Унија ги има, морално се, но малите и средни предпријатија се уште се на ниво на доброволно, на волонтерски, но ќе биде неопходен за неколку години да мора да ги имаме овој систем на мерење на издувните гасови, на заштита на животната средина, на грижа на вработени, на општествена одговорност која покажуваме компаниите во локалната заедница каде екзистираме. Ја можам да кажам за Македонија, ние сме прва компанија од прехранбената индустрија, пред нас е две странски банки, големи компании од металната индустрија, алкалоите од фармацевската и Тиквеш, но ние сме први кои отпочнуваме со апдейтираниот стандард ВСМ, кој е практично од 1 јули 2025 година во Европска Унија, кој е модифициран и унапреден стандард, односно систем за грижа на животната средина. Што ова значи за Витаминка? Со оглед на тоа што сте вие сепак специјална фирма, приватна фирма, ќе се зголемили конкурентноста, влие ли на вложувањето на профитот и така натаму? Од 96 година навака ние отпочнавме после распадот на Југославија тој празен вакуум кој го имавме со ембаргата и кој не ги знаевме европските пазари и светските пазари. Од 96 година ние почнавме со ISO стандардите, па HACCP стандардите, па FDA стандардот, па IFS стандардот, па Reference стандардот. Сите тие стандарди ги имплементираме и секогаш сме се чувствувале како она приказката жабата и којнот, но се покажало дека не било така, дека ако не сме ги имале тие стандарди, иначе сме можеле да продаваме наши производи во Европската Унија. Практично како што и кажав, Европската Унија ни е втор пазар после македонскиот и ние секогаш овие стандарди или овај систем сега ESG
го имплементираме, го отпочнуваме за да ни го возможи непречениот пласман на нашите производи во иднина на европските пазари. Јас сакам да дополнам дека денешниот ден е навистина и свечен ден за компанијата, со оглед на фактот дека е прва компанија од прехранбената индустрија во Македонија која спроведува доброволно една рамка на известување која што е одобрена од Европска комисија. Ќе ви појаснам, се работи за рамката VSME, односно доброволно известување за мали и средни предпријатија. Во моментов ниту една компанија во регионот нема известено по оваа рамка, затоа што туку ја одобри Европска унија летово. Така што Витаминка ќе биде првата компанија која што ќе се обиде по сите стандарди внатре на рамката да известува кон своите инвеститори, кон јавноста, кон добавувачите, кон сите своји стейкхолдери. Практично, разликата е во тоа што ако досега компанијата се уште работела сигурно на заштита на животната средина, но сега тоа го прави поактивно и со поголемо вклучување на стейкхолдерите. Да ви направам една паралела, ако бизнис планот на една компанија го прави само компанијата и менаџерите, ESG планот и ESG извештајот, репортот го прават сите стейкхолдери и компанијата заедно. Така што одговорноста на компанијата се зголемува, нејзините обврски се зголемуваат, меѓутоа воедно и утре барањата на компанијата од своите стейкхолдери исто така да бидат одговорни, општествено одговорни, зелено одговорни, одговорни за животната средина, ќе порасне и со тоа се надеваме дека Витаминка ќе изгради потполна конкурентност за европските пазари. Само десегатска куќа, имате ли други барања од други компании за споредување на вакви системи или ова ви е прво искуство вас? Добро прашање. Мене лично не ми е прво искуство. Претходно работевме со текстилниот кластер, јас лично работев. Меѓутоа, како компанија има помалку интерес. Повеќе работат кластери, здруженија кои што се обидуваат да им помогнат на своите членки. Меѓутоа, компанија да репортира по овој стандард веќе подразбира посериозна обврска и понатаму инвестиција. Например, да ги измериме точно CO2 емисиите во Витаминка и во било која компанија, потребно ќе ни биде исто така и дополнителен стандард. Тоа е исто стандардот за мерење на CO2 гасови за верификација. И во Македонија тоа го имаат само неколку компании, можам да потврдам со сигурност, и никој од прехранбената индустрија, така што Витаминка е прва во моментот. Што ова ќе значи за нашата заедница, за привреда? Браво. Одлично. Според ESG репортите, локалната заедница, која е најблиску до местото на производство, до фабриката, има примат во репортирањето и консултациите утре на ниво на клучен стейкхолдер, зашто општината е исто така стейкхолдер, исто како вработените, како купувачите. Така што Витаминка во иднина ќе споделува со општината што прави, што планира да направи, но не само да споделува, ќе бара од вас повратна информација што е она што ви е потребно, дали има нешто што ве загрижува и тоа ќе се оценува и ќе се работи по тоа. Вклучително и загадување. По сите три пилари, environmental, social и governance. Тоа значи животна средина и загадување, тоа значи луѓе, работници, вработени, заедница и тоа значи управување. Односно, проекти на ниво на општина, што е она што треба да се подобри, каде може да помогне Витаминка во иднина. Така што тоа сето ќе го прави сега во спрега, подиректна и со општина.